Зошто власта се брзаше за прогласување на кризна состојба кога државата го кочи функционирањето на новиот ковид центар на приватните болници? И по 10 дена кризна состојба се уште се чекаат потписите од МВР, Министерството за транспорт и Центарот за управување со кризи. Зошто е нејасно? Министерот за транспорт Бочварски за денеска најави состанок поврзан со одобрувањето на потребните дозволи, без кој новиот ковид центар Мала Богородица, кој веќе е целосно опремен, не може да започне со приемот на пациентите. Но за Бочварски е најважно што законот бил изменет, не и тоа што ковид центрите не можат да се отворат. За мене е важно дека ние во собрание ги донесовме измените во Законот за градење, каде што ги олеснуваме сите постапки за поставување на монтажните ковид центри и болници. Од Министерството за здравство за Алфа побрза да објаснат дека дозволите и одобренијата за старт на работата на ковид центарот Мала Богородица не ги дава ресорното министерство, ниту пак подпишува договори со приватните здравствени установи. Ја лоцираат одговорноста кај ЦУК, Министерството за транспорт и МВР. Тие морале да потпишат. Како ќе тече процедурата и каде е кочницата за старт на ковид центарот, побаравме одговор и од Центарот за управување со кризи. Првиот човек Стојанче Ангелов ни вети дека ќе ни ги каже деталите, но до почетокот на овие вести не добивме никаква информација. Инаку приватните болници и министерот Филипче имаа средба минатата недела, каде се договорија дека во Стара Систина ќе се лекуваат ковид пациенти. Капацитетот ќе биде 100 болнички кревети. 9 дена подоцна, од Аџибадем Систина информираа дека ништо не е ставено на хартија, писмен договор нема, а болницата е целосно подготвена да ги прими првите пациенти.